2023 или 2025? Во група со државите од Западен Балкан или сама? Кога и како Македонија ќе стане членка на Европската Унија е прашање за кое кај нас. 3 децении се водат меѓупартиски битки, се градат политички пропаганди и спинови, се кројат изборни кампањи, се трошат пари за разни владини, невладини и медиумски дебати. Премиерот Зоран Заев неодамна изјави дека земјата го има прилагодено законодавството и завршено поголемиот дел од работата. Еврокомесарот за проширување пак Јоханес Хан смета дека за земјите од Западен Балкан не може да се очекува заеднички влез и дека секој од државите ќе се третира одделно според постигнувањата. А токму постигнувањата на земјата, а не временските рамки со кои лицитираат и домашни и европски политичари, се она што граѓаните навистина ги интересира. Кога државата формално ќе стане членка и не е толку важна? Па може би беше важно пред 10 години, 15 години, кога Македонија беше во, што се нарекува, мртва трка со Хрватска, Бугарија и така натаму, за влез во Европската Унија, мислам дека веќе не е важно. И тоа не го кажувам во депресивен муд, да речеме, тоа го кажувам дека веќе после сите Сцили и Харибди што ги помина државата и после сите премрежја, а тие не беа мали, дури за европски стандарди, сега на Македонија е важно да се направи така наречено мапирање. Значи прво да застане на мапата на Европа во политичка смисла пред се, подоцна економска и да почне да го води патот. Одењето кон Европа би значило некакви стандарди, кои го нарекувам мапирање, мислам прво да се упристоиме. Второ да може да се направи, јас го нарекувам тоа кадрирање. Значи да може да влеземе во разни кадри кои што ќе ја стегнат приказната за државата на тема, не знам, правосудство, економија, човекови права и така натаму и така натаму. Дека процесот на преговори е единствениот начин за Македонија да се упристои, смета и поранешниот вице-премиер за евроинтеграции Фатмир Бесими. Да, едноставно би рекол, реформскиот процес и отварање на преговори и членство во ЕУ е исклучително важно за Република Македонија, како мала земја, отворена релативно во однос на движење на капиталот и трговијата. А од друга страна, стандардот на живење не дозволува таков комфорт за граѓаните на Република Македонија да ги гледат или да ги чувствуваат благодетите од тој концепт на глобална либерализација. Македонија аплицира за членство во Европската Унија во март 2004, а во декември 2005 добива статус на земја кандидат. Цели 13 години земјата не се помести од мртвата точка. Паѓаше на темата добрососедство поради спорот за името со соседна Грција. Во јуни годинава, со решение на спорот намаса, македонските граѓани конечно добија датум за преговори, еден нов јуни, до година. Под услов, Македонија да испорача резултати во областа на реформите на јавната администрација, борбата против корупција, судството, разузнавачките служби. А како една нереформирана администрација, корумпирани судови, ќе можат да го износат товарот на преговарачкиот процес на грб? Па затоа и целиот процес на европска интеграција има и другата страна, значи она на финансирање на тој процес, односно поддршка, тоа се ИПА фондовите на ниво билатерално за одредени држави, потоа се фондовите што се на мултилатерално ниво, односно регионот, па и фондовите што се структурните фондови. Во капацитетите на државата, ако се соодветно менаџирани, не се стомнева ниту Георгиев. Видите, јас од секогаш сум тврдел дека Македонија не е за никаде. Напротив, дека со малку напор може да стане место кое што е за некаде. Сега тоа малку во овој момент не изгледа многу, но тврдам дека оваа држава може да биде пристојно место за живење и оваа власт, па дури опозицијата со малце хендлање, условно кажано, може да направи поголем исчекор баш заради тоа што сме во тешка криза. И кога го велам тоа, ги ставам на страна големите структурни предизвици со кои се соочува државата, значи политичките партии како доминантни актери во политичкиот систем, кои што често сакаат да имате еден премолчен консензус. За познавачите срекна околност е што влезот на Македонија во Европската Унија не е само наш домашен, туку и европски интерес. Тоа коинцидира со позиционираноста на Европската Унија моментално визави светските случувања. Таа е скромна и ќе станува се поскромна. И од тој аспект, она што се нарекува блиско соседство, значи Балканот и така натаму, може да биде експлицитна зона на интерес на Европската Унија, што нас не одговара, бидејќи се работи за една мека моќ, која што сакаме да ни даде стандарди, сакаме да ги примиме тие стандарди,
а при тоа да бидеме под чадорот на некаква воена одбранбена организација како што е НАТО. Македонија има формална одлука од собранието дека членството во Европската унија е стратешка определба на државата. Процесот на интеграција е политичка одлука, вметнат во програмите на сите релевантни партии во земјата. Но тој, иако е длабоко политички, не смее да трпи партизација. Злоупотребата на овие стратешки цели, на која сведочиме секојдневно во меѓупартиските пресметки, не се должи секогаш само на неодговорноста на партиите кон иднината на земјата, туку и на фактот дека влезот во ЕУ ќе значи крај за многу нечесни бизнис и политички сделки. Од Скопскиот аеродром има директен лет и за Брисел и за многу други европски градови. Голем дел од властите, но и од граѓаните, мислеа дека македонскиот лет до Европската унија води преку Атина или Софија. Вистината е дека клучните прелети сепак ќе се прават дома, преку корените и структурни реформи, што ќе го нарушат комодитетот на многу политички и бизнис елити. Во неделите кои предстојат, Македонија е на пат да го заокружи процесот на уставните измени, како основен чекор за имплементација на Преспанскиот договор. Но договорот од Преспа не е единствениот услов, па затоа е исклучително важно да се најде вистинскиот модел, како да се спроведе така наречениот процес на помирување што е во тек, а да се запази правната држава. Оти токму правдата и одговорноста се основните европски вредности неопходни за вистинска трансформација на македонското општество.